Ајде, добар ден, Севко. Со десна нога да влезам. Со десно можеш? Со десна, ќе се свртам инаку. За Ирлија ова. Мимица, Добар ми си? се изгуби само по телевизијата, гледам да му се сневи. Еве, сега малци да се повозиме. Да си здрав и жив. Да, Тоа јас- се кандисваме. Се кандисваме вистина долго време. Ако ама беше ангажиран, нити јас. Вистина на сите страни, ма тоа е активни луѓе, мора така. Да ти поможам? Ова е за тебе, кафе Да, се од одма Микел. со кафе, ала- Ми е така нешто, одма со кафе си оди Куќа кај мене. домаќинска. Не, Сиктер, добре дојде кај мене кафето. Никој пат не било. Јас моето овде си го чувам, тоа ако сакаш можеш и да си го извадиш држачето, си носи само кафето, а со кафе по битолски имаме и пелагонка вода. Да. Ако сакаш, Супер, еве ако ти е овде ладно, напред. Не иди предвид, ти знаеш. Се пази сега, да. Па се, Да. Ќе се так, стопи. ќе се стопи во возењето. Ајде да се тргнеме малце овде. Тргнемо најлошата кривина е во. Јан застанав, да, малце лошо е. Секој втор ден се чукат овде од кого направи ова како решение. Ама не е баш решение Не е нека. решение, треба Да, чекај се тргнам за да застанам овде, да си клаиш појас. Готово ме го клава. И- Овде технички вака пред камера правиме многу работи ние. Готово. Ама таква е емисијата, за бубица поставиме. Готово. Еве сме, сеќа Знаеш возиме. колку сме брзи. Брзи и ефикасни. Како си, Севко, дали си добар? Добро, фала, добро. Това е многу битно Супер. прво прашање. Супер, фала му на Господ, добро е. Се е Овие уред? времена на, да не се заречам, на грипо и на вирози, на тие Да, работи, да. добро е. Тераме, се чувам малце и така. Се во ред, свирки си течат. Фала му на Господ, добро е. Ете така. Добро, има активности. Јас би почнал одма на почеток со тоа што го спремаш сега, тоа е концерт, голем концерт од тебе, што ќе биде во Домот на културата 12 февруари, така? Да, бе, да. Одма за тоа би сакал да направиме муавет. Последен концерт што беше што го направи беше за 50 години од кариера. Така, Со со Билјана Билјана Дамјанова. направивме еден Ето, заеднички така. концерт, ова не беше предвидено, некако не беше испланирано. Арно, ама околностите диктират некој пат темпо. Имено прстен за неа, песната доби во интензитет, многу е актуелна, многу е популарна. Една ми се чини од најпопуларните македонски песни воопшто. Без да форсира човек, без да преюдицира дека нешто ќе биде. Ај за концертот малку па сакам и за простен за неја, тие се многу клучни работи за тебе, нешто нека сакам да ги слушнем и приказните. Да го поминим овој технички дел со концертот, сакам да се запознате луѓето. Готово. Што се спрема, како се спрема, што ќе има. Мими концертот е значи во покровителство на Домот на културата. Сашо и Валентин и Љупка инсистира да вика Севка направиме концерт. А му викам се скоро имавме пред 2 години. Да. Не вика уживај, јас малку сум уморен и сум немоќен сам да организирам толку обемни работи. Да. Оти сум ми малку пимприли, ја сакам или да биде како што треба или не. Ми така треба да биде, Ти да. рекоа не се секирај, ние сме тука логистика за се што треба. Браво за Центар Тука за култура, да ги пофалим. Камерниот оркестар е тука вклучен, што на моје големо задоволство. Цел технички персонал, значи логистика имам, не можам да ти кажам. Тоа е еден поттик најголем што ме натера да се нафатам на оваа работа. И ја тераме доста успешно, се си е во некој тајминг Карти пуштени се во продажба веќе? Картите се по електронски пат да По пуштени. електронски пат. Вклучени ми се екипа, не можам да ти кажам какви луѓе врво од овие капацитети што ги имаме. Да. Како логистика, Валентин ми е тука за сите прашања, музички продуцент ќе биде Миксо, околу музичките работи. Имам помагатели на концертот и така Стандардна натаму. екипа и сигурна. Да, Кај што- проверена работа. Проверена, да, нема утка тука. Како гости ќе имаме едни двајца извонредни млади да ги наречам веќе искусни пејачи, Ана Петановска и, Да, и Виктор Виктор Апостоловски, со кој што приватно има многу огромна почит меѓусебна. Да. И така ќе направиме на вечер за сите сладокусци, што се љубители на На уба на тој музика, жанр, шлагерска, да. битолска, како Ќе биде малку поинаку, во едно друго руво. Ќе има нови аранжмани нешто? Аранжманите делумно ќе бидат прилагодени, меѓутоа во глобала тоа е мојот репертоар, ама еден рафиниран избор, да речем, на песни. Одлично, така е, да се Феден Бајрамов Да. е уживање да се слуша во секој случај. Така, си има свој идентитет, свој жанр, сите Да. љубители на таа музика се добродојдени, а има голем одзив и да нема. Ќе има. Со тоа сум Ќе расчистил има. одма на стартот. Ама колку и да се публика, јас ќе пеам од ното на душата. Така Навистина. Голема надеж
очекување имам од младите, тие имам од нив голем. Тоа сакав да те прашам, има млада публика? Младите, па да, за нив го правам концерт, најповеќе го правам за сите се да не биде селектирање на публиката, да. меѓутоа Ама убаво да се слушне дали млади, да. Младите ја прифати ова песна и на секој мој настап телефони фрчат, ме снимаат луѓето. Да. Јас се осеќам многу благословено и многу почестено од сетото. Да. И сакам да му возвратам на овај начин, на 12 февруари да дојдат заедно, да ја отпееме Прстен за неа. И уште многу други И уште многу песни. други песни, да. Ќе биде многу убаво доживување, меѓутоа пак ќе потенцирам дека младите ми се најголем поттик, императив за овој концерт што го правам, да му ја доближам песната и мојата музика преку тој концерт. Браво, Севко. Имаш емоции во оно кој ќе го збораш нешто, тоа не па камоли кој ќе ги пееш тие песни. Ме интересира се приказната за Прстен за неа. Како настана таа песна? Знам дека беше негде 2005-2006, така? Тој период? Во тој период, види, серенадата како музичка форма мене ми се всади во душата на некој начин, сплетна околности и така натаму. А и мојот потенцијал лирски, боја на глас и така натаму. Перцепцијата на музиката. Во тој период, Тозо Јорби, сакам да ги спомнам ова прилика, голем придонес е негов, направи 2 проекти насловени Еден ден во Битола. Така беше, да. Па на тие 2, да речем, проекти излегоа безброј песни. Многу песни. Многу песни. Што луѓето не се свесни, не знаат дека на тој начин излегоа на површина. Да. Значи 2 изданија имаше, на кои 2 изданија јас ги спеав сега најпопуларните 2 мои песни. Прстен за неа и Душата ми е во Битола. Точно, да. И песните воопшто не ги форсиравме, не ги знаеш како е лошо е како на некој сети. Да, таа песна кога работевте, таа беше музика аранжман на Миодраг Нечев, а текстот на Валентин, така? На Валентин. Валентин поттикнат од некоја вистинска приказна од минатото. Бевте договорени или само те изненадија со песната? Ме изненадија, искрено ти кажам. Се ме интересира ти кога ја слушна, како изреагира? Одма ќе ти кажам, не очекував дека песната ќе има една убава суптилна приказна, кој приказни сум ги имал и во некои други песни, разбираш? Да. И не очекував дека ќе стане хит на некој начин. Нити ја промовирав како хит или да мене во да ти кажам, не ги форсираш работите, веќе цела твоја кариера така си одиш, да. Да, ја пуштивме так, сум ја изведувал, од душа. И сега последните неколку години таа доби во интензитет, гледам на YouTube 100.000. Сега за неколку кратко време 7-8.000 гледаности има, значи. Браво. Тоа е една реална слика на песната како е. Да. За тие што не гледат и што не знаат, Сефедин Барамов Прстен за неа. Значи песна која што вистина одбележа, може да се каже и твојата кариера, ама и еве цела, барем Битола знам дека ја знај, а сигурно ја знаат и во другите градини из Македонија. Убава песна која што остава и многу јака емоција има во таа песна. Дали ти така ја донесе, не знам, ама толку тежи некако песната. Сега и го добива правиот сјај песната. Знаеш како после 20 години одлежа песната, и на никој не може да ја му наметниш. Точно. Јас секој викенд скоро добивам од некој мој пријатели кој ваму, кој таму, по ресторани, по кафичи, по журки некој. Севко, слушни ја, гледам ја пеат сите на глас Прстен за неа. Да не ги набројувам во кои ресторани, каде, шо, како и... Да. Тоа е за мене една сатисфакција голема и за екипата. Огромна награда, да. Тоа е интересно кај песните што вистина после многу години можат да го добијат вистинскиот сјај. Чудна работа. Нема шо, не можеш, мислам, воопшто јас нити имав спонзори во однос на YouTube да се знаеш барем ти ми ја клаваш и ми се да, на YouTube јас ги сигурно ми ја што објаснува. Сите твои песни на гледачите, да. Ти ми си десна рака во сите тие технички работи. Јас појма немам нити ништо, нити го знам пасвордот за YouTube. Некој се останале на YouTube и си постираат луѓето. Да. Јас сум во тој поглед. Да, тогаш направивме сите твои песни да бидат на еден канал. Да се растркани кои како ги има да поставувано, вака направивме на едно место. Сакам да речем, не сум посесивен во наметнување на песните. По секоја цена да се врти, да се слуша. Ама ова е многу посладко, кога гледаш дека на овај начин ги прифаќа, значи е правата вредност. Точно. И пак ти речем, тоа е тригеро, младите, желбата на младите да направиме еден концерт, да ја слушнеме таа песна, да запееме заедно и
Ти си многу Нека си жив. многу врзан со Битола, некако со цела музичка култура, Ајмо со цела по кафенце сега. Ајде да разборам јас слободно. Врзан си со цела музичка култура. Абе, како е погодено, Убаво е? бе, Мики, бе, ти... Рековме оригинал грчко му рековме. Еј, многу убаво. На Да здравје. знам, ти. друг пат кај да пијам пак кафе. Ете така, истото Лериншо тука. Да, Та ни е релацијата на битолчани барем. Супер, супер, фала. Извините, прекинав. Да, сам да кажам, врзан си со цела музичка култура во Битола. Некако Битола како град е врзан и со твојата кариера. Духот на Битола го носиш. Битолчанец јас ли да кажам. И тука има една многу интересна спојка со тебе и со Ајри Демировски. За песната Душата ми е во Битола, снагата во Стамбола. Како стана таа спојка? Тоа беше, имаше ти средба со Ајри? Абе, Во однос на таа сум песна? го кажувал во повеќе наврати, пак ќе кажам сега. Јас на второто издание од Еден ден во Битола седиме во студиото кај Миксо, знаеш тука Да, во кулите. во кулите. Тројцата седиме, јас, Валентин и Миксо. Годинава што правиме, вика лани, прстен за неа беше ово. Она годинава конкурсот е распишан. Седиме неколку секунди, јас му вика, мене ми текна и клик. Шо ове, вика, се свртија два. Ќе направиме песна, викам, за Ајри Демировски. Овие вака ме гледат, се гледат. Шо ти тек? За Ајри Демировски, викам, ќе направиме една песна, снагата ми е во Стамбола, душата ми е во Битола. Таа песна, да, готово. И кажувам се разврза, овие почне да се подсмевнуваат вака со симпатија, разбираш, Да, кај ти да. текна, вика, добра идеја. И разврзавме муаве. Тука Валентин вика, земи, вика, напиши тек, не бе, ке не зафркавај. Ти си главниот текстописец и направи Така си е. пакова е како што треба, направи. И напише еден преубав текст. Само за тие што не знаат, Ајри Демировски е композиторот на Битола е мој роден крај. Не само на Битола, мој роден крај. Има уште туку многу други, да. Битола Ама направи. една од најпознатите. Да. Една компилација направи општината тогаш со неговите песни. 20 изведувачи бевме познати од Македонија, испеавме негови песни и на крај сите испеавме Битола мој роден крај. Да, Така беше? така беше. Кај тебе снимав најден дел? Или не? Снимавме за Битолски вестник нешто кај А мене. за Ите ќе го- Битолски и со Сара Ројста кај тебе. Со Сара Ројсте снимавте кај мене, да, така беше. Јас ги заборав, гледаш многу проекти кои ќе се и забораваш на што имаш работено. И така, и таа е песна бидна без некои амбиции, не знам какви, ами се песни од душата изваени. Мими не се наменски направени, да речам сега, ајде. Од душата Да ги изваени, форсираме, пушти да. ги, за кој сака ќе си ја прифати. Кај тебе И многу- така и функционират некако работите на баш од душа и мислам дека публиката го препознава целото, Да, затоа и фала му, песните и јас живеат, си да. терам, тоа е мојот имидж, тоа е мојот сензибилитет, тоа е мојата Да. душа на некој начин. Се ништо познаваше не- ти вака лично со Ајри Демировски? Не се познавав. Не се бивавте никој Туку- сретнато? Стериовски професор му кажа, тие комуницираа тогаш, абе му вика, Ајри, вика, има едно Турчија, вика, во Битола една песна направи за тебе, многу уба да ја слушниш кога ќе дојдеш, Ајри имаше намера да иди во Битола. И така пред општина го чекав, човек, они ме познаваше, ни ме знаеше. Сашо Ристевски, да е здрав и жив напред, две фотографии ги имам од таа средба, тие две фотографии, како спомен. И му реков, вака и вака е една песна, ти си тој, добро, сакам да се видиме, закажавме, дојде кај мене дома, му ја пуштив песната и многу емотивно ја, така ја доживеа. Имам 40 минути запис, аудио запис од тој настан. И пееме некои песни во Да. дует и така натаму. Беше многу срдечна, емотивна една средба. И така ми мисли, останува спомените, Точно. се што е нешто од душа изваено, мислам дека има поголема Јас знам за една трајност. приказна, се не знам дали ти ја знаеш да ми ја потврдиш. Сакам, дали е вистина дека Ајри Демировски нели е погребан сега во Турција? Да, Дали е во вистина- Измирје. Да, дека земја од неговиот гроп е донесена во Битола, од Битола земја однесена во неговиот гроп. Тие поединости не ги знам, искрено. Да, не јас знам. тоа го знаев така, за бидејќи баш врзано со твојата песна, Не, да се не направи знам. тоа спојката со душата ми е во Битола. Не знам, меѓутоа постои идеја, иницијатива сега од еден двајца мои драги пријатели да одиме Измир. То долго трае, да речем, тлее како идеја, никако да се реализира. И ќе одиме на гробо, него може здравје да. Да, Оддајме на почит. така е, да. За се она што го направил човекот за Да. Битола. Севко, ти 50 и кусуро години си активен музички на... Не, ми ќе рече,
Дедо Мраз, колку Дедо Мраз, ама реално тоа е пола век. Тоа е пола век. Малку поќе од пола век. Гледаш убаво си излезе човек овде на лента. Да. Да не можеме да возиме. Ето така малце да си возиме во Битола. Тоа е вистина огромна, мислам, многу голем долг период, да, кај многу работи си има случајно во тој период. Многу брзо помина. Многу брзо помине, многу епохи уште се врви, случиле. фала му на Господ. И така, и дај Боже уште долго да врви. Амин. Да работи за она што го знаеш најмногу, па да оставаш вака убави песни за градот и за државата. Ти сте погоди некоја, да. Ме интересира како дете, како си растел и кој те открил дека ти си Се музички? тука врвиме низ твојата мала? Да, од прилика, да. Кој те откри дека ти си музички талентиран? Некој ти рече ти дете супер пееш, треба да пееш, нешто Не. имаше таков момент? Пеев, јас пеев. Тука сум роден за Дуредо. Аха. На Козара, во една еврејска куќа стара. Таму грмеше, од мало дете јас пеев корнев. Мајка ми покојна вика, ти прво научи една песна, вика, после почна да збориш. Која му? Јована Јованке вика ја пееше, а не знаеш уште да збориш. Значи музиката е Се била сакаше тоа, да. музика да кајна, се негуваше, сите бевме на некој начин. Имаш музички предци талентирани. некој во фамилијата? Едуцирани не, ама талентирани Талентирани, да. сите. Сите. И Да. правевме дома приредби, деца мали бевме, се качуваме на коклица не имаше. И ајде пеј песна, рецитира и така. Тие времена сиромашки немаше ни компјутер, ни телевизори, ни ништо. Тогаш се задоив. А цело овој, јас малку пристрасно велам дека левата страна на Драгоро е расадник на талент. А така оди? Да не го знаев, Јас така, ете да знаеш, северниот дел на Битола е расадник. Кој ќе почнеш од Баирското училиште, цел Бајро, Смилевски Бајро, тука, подножието, овој дел, многу групи музички солисти од Каролина, од не знам кој, сите смени Сите на се од овој дел. Да, од овој Ама дел. генерално кој ќе тргнеш, знаеш, многу квалитетни. Баже жутата, молњи тука, да не ти набројуваме на чудо луѓе. Да. Радест, Амато, Многу Гром. музичари излегли од Битола, Да. некако, и општо, што работеле, да речам, и се уште работат, се некако со или со битолско потекло, или се битолчани. Такво е поднебието или културата на градот е таква, кај што многу се слуша музика. Види, има некој ген. Најверојатно од структурата на населението на Битола била создадена таа музичка култура. Да. Значи тука имало консулати, имало турци, имало хедонисти, разбираш, луѓе што кафанскиот живот го практикувале и така Точно. натаму. И во српско време имало доста кафани со музики и така Во тие натаму. периоди кога ти почнуваше, како се слушаше, кај се слушаше музика на радио? Е, на тука телевизија? сум растен, Козара. Уствари, тука веќе ќе ги резада едно време, тука Да. се бере. Кажи ми, извини? Како се слушаше музиката, од кај дознававте нови песни, да речем, како ги слушавте Музиката, песните? кога имавме радио, слушавме италијански програми. Слушавме Монте Карло. Слушавме после наши песни, меѓутоа во нашите програми бе застапени исклучиво печалбарските песни. Да. Најпоќе тогаш на радио Битол имаше и жива програма, ама тој беше период на еден тренд на иселување на македонците. на македонците, на битолчани, особено од овој крај. И секој ден грмеше радио Битола со честитки на нашите слушатели. Поздрави, Да. честитки на нашите слушатели и поздравува стрикото тој и тој. Од вам таму, да. Му честитao одењето во Австралија на еди си кој си, се со такви песни. Тажен е период од детството мое, Да. остае така, траги. Меѓутоа, забавната музика почне да ја носат со појавувањето на Битлси. Беше еден тренд, светски тренд. Мгм. Почна некој што има можност, кој оде Австралија ваму таму, носеа плочи. Кај нас, за Дуредо Цана Арапа, Бог да го прости, беше од Австралија дојде. И беше така, доста театрален човек, живееше сам и го вадеше супрафон, имаше грамофон, го вадеше звучникот на На пенчер тука, кај чешмата баш, кај што се бера сите, од сите мали тука, вода полнепе, разбираш. И слушавме првите рефрени, првите хитои од тоа време. И тебе те привлече малце забавната Ме музика. привлече, ама ние бевме, ќе речеш, Дечиња. копилјаци мали бевме. Да. Ама постарите формира група Молњи. Аха. Тука кај Прчо, Николче Прчо, во дворо се формира група Молњи. И тие тренирае веќе, вежбае секој ден, што се вика.
Ние преку Авлија не примае нас. Преку Слушав Авлија те. циркавме, правевме, од време на време му кинавме некои плакати, оти диверзи му правевме. Не уважвај многу ко деца мали. Почне да прати гранки во Чинарово, во физкултурни, во не знам каде, во Стевче Патаково. По месните Да. заедници, разбираш? И првите чекори тамо. И ние формиравме група, јас формирав група Континенти, ама немав инструменти. Со усти Свиревте. имитиравме гитари, тапанче некоја кутија од чевли. Такви времена убај. Да. Се до 15-та година, да речеме, јас одев гимназија. Прва година да учам, ама во тој период, долга и широка е сега, прв пат вака јавно да ме фаворизират. Таа година бевме на некоја работна акција од гимназија. И во таа година Кичо Слабинац ми беше идол. Да. Испее на песна Твој дечак е тужен на Евровизија, пееше во Даблин. И јас го скинав скрос. Осте што немаше тоеш ни магнетофон, го скинав човекот, подадоше. Во интерпретација, Во така? интерпретација. И ја пеам сега таму на Пети Лепкус, нека бевме рега. И се собрам моја клас, ле, оригинал Севко. Другите класови, Севко оригинал, ова, она. И чивјата влегна. Почнував да излегвам на корзона игранки вамо таму. И тоа еволуира, веќе разбираш. да, веќе се Пеј, разбира дека Севко. Севко Беј. До 71-2 година се запиша после Стопанско. Би имав амбиции да одам Германија, автомеханичар, иначе сум по професија. Војка има во BMW сервис, ќе те земам, вика, заврши за механичар, ќе дојдеш во Германија. И така. Ништо, не бидна механиката, Не видна механиката, пеењето. имаше приредба една во кино Партизан, Да. 72 година. И ја пеам јас Клечам и молам од Боба Стефановиќ. И имаше пеено на Скопски фестивал. 4 пати ме враќаја. Во истата година еден мој комшија ме зеде и ме однесе офицерски на аудиција за млади пејачи. Појдов, по некој ден гледам над паното таму кај споменикот Стив Наумов, примени на аудицијата список од 10 души. Сефедин Бајрамов. И тоа беше Кефој. момент што во Да. животот не можам да го заборавам. Човече, јас не знам како стигнав до дома, да соопштам. Тоа е момент вистина. И имав среќа, почнав да работам со професионален воен оркестар. Секоја недела имавме по 2-3 дена, да речем, проба, песмарчето Подмичка. Да. И на тие години, 17, почнав да се бавам со... Нешто ми е сериозно интересен бавам. момент кај тие песнарки порано, што мораше да ја слушаш песната, да ја паузираш Збор по збор, и збор да по пишеш. збор. Да. Некој збор дури уткај ќе направиш, не можеш да Да. сватиш, разбираш? Ама си имаше своја убајна. Си имаше така е. И тоа беше вистина долг процес да ја напишеш таа песнарка. Така, мимица се реде работите. Да. Јас правам овде една пауза за дарување, се вика, во емисијата. Сега треба да те дарувам, Абе, Севко. миле. Имам подароци за тебе. Мими, многу си внимателен. Да. Знам дека е на спонзорите внимание, ама пред се твое внимание. Заеднички, Твоја да. перцепција на нештата. Така е, заеднички го правиме ова, фала му на сите. Се вака, ќе почнам од Ива Бјути Центар, пошто ти се ближи концертот. Да. Мислам дека еден третман ќе ти дојде супер за пред Жити концертот. Господ. Да, ми Долго јавна, би ми дошло. јавна Од личност. кој профил си е ова? Па сакаш третман на лице, сакаш, не знам, масажи има, шо нема, се има. Шо зборуваш? Ива Бјути Центар, да, се наоѓа во Фала. Нова Битола над Джито Маркет, има и во Веро. Добро. Така да, имаш ваучер натрес за Фала еден многу. од мене. Фала многу. Се Ива надевам Бјути. дека ќе соработуваме и во иднина. Не Точно само така. дека- После те пуштам во парфимерија Будуар во Близ, да си земиш оригинал парфемче, Мм. за мирисеш убаво на концертот. А и секогаш Супер. кога ќе излезеш да Фала оставиш многу. печаток вака и со парфем. Фала многу, Мими, ти ќе ме подмладиш многу. Мора, се Ќе си знаеш имам како мака да. после. То не е мака, убаво маки се тие се вкус. Така се вели збора. И секогаш се грижиме за домашни миленичиња и кучиња или мачиња кои што се на улица да не останат гладни, заедно со 5 Што плюс е тоа? храна за животинчиња. Значи да ги нарани животинките, ти тоа е еден човечки убав гест, да се Види наранат сега. животинките кои што Јас имаше дели околу зградата. немам, ама овој поклон ќе му однесам на Боно во Радишани. Ете, Имам еден миленик таму што ме чека, Бонче и носам добиваш поклон. храна. Така е, секогаш се грижат, треба да се грижиме Фала за многу. животинките, ти тие се Фала дел многу. Мими, од нас. да не ме најдиш и ти да ме затекниш, еден мал поклон и од мене до Фала тебе. ти, смеам да видам што има. Смееш си секако.
Мојот албум не знам дали го имаш Го имам прстен за севко неа. како го немам. Со Фала. посвета го немаш вако. Со посвета го немам. Чувај го, да. Места. Чекај Чувај, да ако сакаш поклони го, некој женска што си ја сакаш најбој. Не, ова никако, ова е богатство. Фала ти Севко ми Од значи. срце, значи знаеш за албума поединости дека ја правим во Австрија, Така е. штампани е Одлично, да. по највисоки стандарди. Да, супер изгледа баш. И една блашка да се облажиш. И благо да, еве гледам чоколад. Не си во на Нема да го диета, извадам за да не правам реклама, иначе не си на диета, е Не многу сум на чоколад диета. со лешници, каже му таму дека да. така. ти си 12 одлични песни вистина. Браво Сефедин, простен за неа. Еден од мислам ми се чини најдобрите песни Да. се споени тука. Значи ова CD го правев тогаш, направено по сите стандарди и сега еден куриозитет сакам да кажам, да искористам ситуацијата. На 12 февруари секој што ќе слави роден ден, а е посетител на мојот концерт, ќе добие CD? албум со посвета. Еј, браво. Значи браво. 12 секој што е роден и ќе биде На гости на концертот? концертот добива Албум. албум Прстен за неа, останати 2-13 можда CD-на се насе. Не мислам дека ќе има повеќе луѓе. Може и ќе дојдат поќе, ајде да видиме еве го албумот, може и да го добие некој. Тираж од 2000 веќе готово го Отиде. завршва, да. Па се треба Не, нови песни, се од народ за народ. Сигурно тој ќе види поттик за нов Да. албум. Чекај само да видам ова дали сме добри, одлични сме, имам уште некое време, а со тебе леле колку муабет има, Севко 26 минути веќе имаме. Мими, Може кажи ќе ако го- дрдора сакаш да ги многу, вратиме назад, да. ако дрдора многу кажи. Не, супер превземи збораш ја Супер збораш и затоа те оставив од Абе не вистина. можеме да се доназбораме. Не, И ретко се гледаме, Мими. ретко се гледаме, вистина, Ја- порано малце почесто се гледавме, треба да се промени. Има толку многу муабети во тебе што ја пола сате многу малце време за да снимиме една емисија кај што можеш да си знакажи се, и јас да ти знапрашам се буквално. Само да те прашам, вака ме интересира моментот на првиот пат кога влезе во студио. Кај беше тоа кога сними прв пат? Првиот песна? пат во студио Мими влегов јас 70 која година? И не знам, не бев роден тогаш. 77. Беше во Битола негде или на друго место? Не, во Скопје. Во Скопје. Во Скопје ојдов во Нерезију. Мехмет Манев ми даде една песна, ама претходно имав една мала аудиција. Влегвам во студио, ја пеев од Момо Николовски, тој пееше, Бог да го прости. Пееше на Суботица на уба песна. Но зошто ти на друг љубов му даде и зошто морам со друг да те гледам? Најмила моја, јас плачам и певам. Милка Герасимова, покојна. Снимател, Славе Димитров продуцент. И вика, ајде дојди. И ми ја пуштат матрицата. Која песна? Таа песна. Веќе имав најавена, тие спремни. Да ми наполовина песна. Низ джамчето вака, само пре на потенциометрите Милка Герасимова. Јас тиша музиката и вака ме дојди. Влегвам јас што реков данес Не сгрешив нешто, да. И му вели Славе, еве ти му вика готов пејач. И јас. Немаше крај на задоволството Да, и на така е. возбудата и на... Е интересен момент, сакам и да те прашам и за серенадата Битола, бидејќи мислам дека ти си на првата серенада настапи во Битола, така? Единствен, да не биде сега фалба, што настапувал на сите серенади. На сите серенади Да. воопшто. Да. Да. Што значи тој фестивал и за пејачите, и за композиторите, ама и за Битола? Ми многу значи, за мене поготово јас, периодот мој бил вака во амплитуда некоја, ме има па ме Да. нема, сум одел транспорт лево десно. Јас, еве сега, ајде, јас. Ќе спомнувам некои работи што сум ги спомнал, сепак тоа е мојата кариера. Така е, да. 79 година кога дебитирав на Скопски фестивал и бев како пејачко открити од критичарите и добив многу песни од најеминентните автори во Македонија. Ќе ги има сега на брошурата, оти вака зборвам се виртуелно, ќе ги напишам имината на сите композитори кои ми пишале песни, ќе ги има и текстописците. Во тој период имав една експанзија и како резултат на тоа 81 година музичката продукција на Македонската радио и телевизија ме одбра да ја представувам, да бидам еден од 2-3 представници таа година на Опатискиот фестивал.
Ајде, Разбираш? фала, не пуштат. Знае дека снимаме. Знај дека снимаме АЦ 27 комшијата. Да. Ме пуштија таа година на Опатиски фестивал. 83-та година пак ме пуштија по втор пат. Значи тоа беше верификација дека сум зрел, дека исполнувам некои критериуми на музичката продукција, на продуцентите, на композиторите, разбираш? Да. Не од што сакав јас, сега ме пушти, ајде, со пријател. Немаш. Тие луѓе на кафе не ги имав почастено. Сплетна околности, разбираш? Така е, да. Други времена, бе. И тера бара, ојдов в странство, ваму таму, не знам која година, Макфест. Блесна. И на еден од тие, вториот, третото издание ми се чини, ме вика Петар Лукич, чија песна изведов на Опатија. Севко вика, имаме една песна за тебе за Макфест. Важно, викам да ја слушнам. Да слушам, мала Хулио ја направил, според мојот сензибилитет. Да. Топ песната. Ела рече, ќе ме кај Славе сега. Одиме кај Славе в канцеларија, Славе му вика, имаме една песна, еве за Севко е песната. Славе, можда човекот немаше одврзани раце, можда не му се допадна. После долго време правиме мова, да Славе му викам, ја остана како дамка на душа да му викам единствен фестивал, кај што не пеев. Абе Севко вика, имавме друг концепт ова, не навлегвам во тоа. Нивна политика, има друга политика на фестивал, ама мене ме сецна, ме сопна, разбираш во тој набој што го имав. И мораториум на некој период имав настапи. 90 имав јас пак настапи на Скопски фестивал, така. 93-та година се одржаем фестивал Серенада во Дом на културата, кај што Гоце Николовски испее таа легендарната Тивка ноќ и така натаму. Јас испеав една песна Не исторам ниште со неа во најмала рака. На тој фестивал испеав и бев победник на фестивалот меѓу колегите на некој начин. Дојде сите уште на генерална проба. Ме гушкат, браво, вика Севко. Сега таа песна ќе ја пеам и на концертот да се уверат луѓето дали е така или зборам на памет. Да. Дали... Тој фестивал беше отворање на вратата, значи на како музичка форма. Славе беше вклучен, извини што те прекинувам. Славе беше како продуцент, Ѓоко Ѓорѓев и Илија од Везилка. Тие го поставија темело на фестивалите Серенада во Битола. Да, и од тогаш ти не пропушти ни една. Не пропушти, фала Богу, и се пронајдов себе си, отив Серенадата е на форма меѓу поп и, разбираш. И, да, и малку фолк, да, на мојот сензибилитет е таман како што одговара. Дали сметаш дека не си доволно ценет од медиумите во Македонија? За сигурно што имаш од медиумите? Да. Види, широк поим е дискутабилна работа, да. Имаше период кога заслужав многу поќе, а бев многу малку застапен. Оти јас бев тврдоглаво решен да живеам во Битола и не кокетирав со никој на страна. Ако ме викне, ќе одев, ќе пеев или ќе настапував. Ако бев во Скопје, ќе имав можност уште поќе да соработвам со уредници на списанија на разбираш. Меѓутоа се останав доследен на мојот имидж. Таму кај што ме викаја, одев. Таму кај што не ме викаја, не се нудев. Да. Што ти е, да речам, нешто неостварено вака во толку години што си сработил, си рекол ова уште го немам направено и желба ти е да го направиш, барем во наредниот период? Па желба, не знам, ми се ме затекна. Не спремен? Не, ќе ти кажам, например, една работа што сум сакал да снимам спот, многу сум деликатен, ама Прага ми оставила еден таков печаток и во себе сум рекол... Да, затоа имаме зборано. Да, морам да снимам еден спот во Прага. Песна сум ја замислувал во кој манир да биде така натаму и така натаму. Во црно-бела верзија ја гледам, во зимски период. Си имаш визија, да? Да, клавир, чело. Се уште неостварено. Тоа ми е така, како еден концепт, една визија, една желба, што да сме здрави и живи. Така е. Се раѓат нови идеи, ќе дојдат. Да, дали спремаш нови песни? Нови песни не ми јас во последен период имав понуди 5-6 понуди од мои драги колеги, пријатели, композитори што сум ги одбил. Не ми легнале, едноставно не ми легнале и дали јас сум Пимпирлија малце. Не ми легнала песна од прва така, да.
И па тоа е битно, да ја сакаш прво ти Да. песната, па после Ама никој понатаму. пат не се знае. Никој пат не се знае. Така е. Значи, следен проект како што кажавме е концертот. После концертот ќе одмараш или ќе Види, требаш? Мими, Ајде. не сакам да помине емисијата, а да не ја спомнам соработката со Давор Нечек на последните два Да, фестивали. ја тргнав Серенада. главата на таму со серенадата, одлично сакам да сме Значи, браво на што двата ме посвети. фестивали изведов извонредни песни. Од еден сега веќе можам да речам оперска звезда на европско тло и Да. пошироко можда. Само по себе тоа е верификација дека заслужувам, разбираш? Да. За мене тоа е поќе од не знам каква награда, мојот драг. И тоа е трет во семејството Нечак што чии песни изведувам. Да. Миодраг Марија? Миодраг, Маријан и Давор Нечак. Да. Со Давор направивме уште една песна која конкурираше на трета песна, ми направи, Да. на текст на Валентин Соклевски и беше понудена за фестивалот кој не се одржа Да. заради недоволен број на квалитетни песни, Точно. наводно. И јас знам за тоа, да. И тоа, ако се реализира Ајде да се следно, одржи, Боже, след ново да, лето да. сега, здравје Боже. Ето така. Севко, да ја заокружиме емисијата вака, ја секојаш на сите гости му веламе на порака да, до крај, на крај за сите што не гледат, што издржале до тука да ја гледат емисијата. Ако ме досадни, нека извинат. Јас се извинувам ако бевме досадни или ако бев хиперактивен, ако зборав малку од поќе. Супер беше, само Тоа да е само да- желба, што поќе работи да кажеме овој краток интервал. Има да се збора уште многу. Поентата беше мојот концерт. Концертот не е само мој, концертот е заеднички и на сите луѓе вклучени, и на оркестар, и на моите соработници претходно, Да. и на публиката што ќе дојде таму, и твој. Тој е заеднички концерт. Да дојдете, да уживате, заедно да уживаме на 12 февруари. Ќе ми биде големо задоволство. Ето така, мило ми беше имене Севко Убоси помина во југото. Вака, лично Мими, да јас прашам. имав југо, друг пат ќе правиме муавет за лимузините ако сакаш. Со југото, друга прилика, со знам југото. дека си одел и до Хрватска и до не знам Кушада каде. си бев со југото, четворица жена ми и двете деца. Со југото, Од тука 45-ка? троја, 45-ка човече. Кај не има модерн. А Софиче има модерн до Швајцарија, До Швајцарија. до Берн. Ете, гледаш. Ама ако сакав малце да ја посветам емисија ти на се што што го имаш направено, мислам дека заслужуваш едно вакво видео издание, Фала многу. кај што треба да се спомнат сите тие работи кои Почестен што ги сум, имаш. дотолку Сработен. поќе си опфатил цела македонска елита од Да. луѓе од шоу бизнисот, од естрадата и така натаму. Чест ми е и задоволство што сум еден мал дел во твојот мозаик. Така е, и заслужуваш да видиш тука, ти ова е битолско југо, ти си битолски бренд, некако неодвојно е нештото. Севко ти посакувам многу успешен концерт и да се гледаме само за убава работи, многу музика. Јас ти ветувам уште една емисија, која што ќе биде малку подолга и кај што ќе збораме Да си за здрав се и од жив. тарадо што не го спомнавме тука, ти знам дека има уште Да многу си работа. здрав и жив, само за ово. Кафето ќе си го земам. За тебе е тоа, да. Фала ти Севко, Фала да му многу, речеме поздрав. чао, чао. Се Поглед до гледаме. гледачите, се надевам дека во голем број се оти на секој човек кој се дискутира. Да. Така е. Интересни теми, интересни гости, Да. така. Гледајте југо и слушајте го Сефедин Берамов. Се гледаме. Поздрав, Чао, секој чао. добро, чао.